Помали групи со македонски граѓани се упатија кон Бугарија кај граничниот премин Златарево, каде бугарските власти отворија вакцинален пункт против COVID-19. Едни границата ја поминуваа пешки, други со моторни возила со струмички, гевгелиски и штипски регистарски ознаки. Најголемиот дел беа за информации како да се вакцинираат, други пак кои веќе имаа закажано термин за денеска, примиле вакцина. Можеа да се затекнат македонски граѓани со бугарски пасоши, но и без бугарски патни исправи. За да добијам денеска термин, чекам скоро 3-4 недели. А бевте закажани? Не бев закажани, али имам приликва дека ќе можеме без термин да се така. Pfizer, значи све беше добро организирано, супер, само за нашата влада можеш да кажеш дека лошево оменачира тоа младиве што не ги викат испод 40 години. Со бугарски пасошти или не? Не, со македонски. Имунизацијата против COVID-19 денеска започна не само во меѓуграничната зона Златарево Новосело, туку и кај граничниот премин Делчево со Лисичково. Бугарските власти, како што и најавија, отворија мобилни центри за вакцинација каде има лекари 2 сестри. Според бугарските медиуми, идејата за отворање вакцинални пунктови на граничните премини со Македонија било идеја на бугарскиот филантроп доктор Милен Врабевски. Зад мене, на околу 200 метри, соседна Бугарија на своја територија, пред граничниот премин Златарево отвори вакцинален пункт. Таму може да се вакцинираат и македонски граѓани. Тоа го сторија сите оние кои што денеска имаа закажано термин, а веќе од утре и без пријава. Може да избираат меѓу вакцините Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Без закажување термин, освен во наредните 3 дена, македонските граѓани може да се вакцинираат идната недела од 25 до 28 мај. Денес најмалку 50 на лица од Македонија биле вакцинирани во канцеларијата пред граничниот премин Златарево. Најмногу со вакцината Pfizer, при што добиле потврди за ревакцинација во првата седмица од идниот месец.